Добар ден, прво издание на Дневникот на Канал Плюс. Еве што ќе гледате. Правородените бебиња во Беровското и Делчевското родилиште се трето и четврто дете во своите семејства. Расте бројот на многудетни семејства на крајниот исток. Беровско Ратево денес беше горд домакин на зимскиот карневал Ратевски бамбурци. Голем број учесници и бројната публика уживаа во карневалот, кој стана дел од европското карневалско семејство. На конкурсот за композиции на овогодишниот Макфест голем интерес има од композитори и пејачи од повеќе европски држави. Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан во средината на февруари доаѓа во Скопје да оцени досегашната имплементација на договорот од Пржино. Веста ја потврди Брисел. Хан ќе изврши проверка на процесот на пречистување на избирачкиот список, а ќе се информира и за исполнување на сите предуслови за одржување на фери демократски избори. Во Европската комисија вела дека може да се направат неопходните реформи за избори во април. Прочистувањето на избирачкиот список ќе биде надгледувани од представници на Европската Унија, од државите членки на ЕУ, од ОПСЕ и од локалните представници. Денес попладне раководството на СДСМ одлучува дали ќе партиципира во работењето на преодната влада. Пратениците на СДСМ денес не се појавија во собранието, каде се одржуваше 85-та седница. Продолжуваме со локалните актуелности. Општина Штипи оваа година планира да продолжи со интензивна обнова на локалната патна инфраструктура. До пролет, кога ќе започнат градежните зафати, треба да завршат сите тендерски постапки. До сега се завршени 5 тендерски постапки, а во тек се уште 10. Минатата година штипјани ќе ја паметат по големата градежна активност. Интензивно се работеше на повеќе улици низ градот, при градските населби, а беше асфалтирана и сообраќајницата на излезот од Штип до кампус 4 на УГД. Одговорните за јавни набавки ги завршија постапките за асфалтирање на пат до село Сувогрло, асфалтирање на улица во Дузлачки рид, улица во населба Балканска, обнова на асфалт на дел од постоечка улица во населба Блок 2000 до крак кон населба Света Недела и обнова на асфалт на дел од улица Партизанска, односно кракот од сообраќајницата кој поминува покрај Дом на млади до автобуската станица. Општина Штипи оваа година има за цел да продолжи интензивно со обнова на локалната патна инфраструктура. Се очекува до пролет, кога ќе започнат градежните зафати, да биде завршена тендерската постапка за неколку улици, сообраќајници, како и пристап до руралните средини. Во тек се неколку тендерски постапки кои се очекува наскоро да завршат, а тоа се асфалтирање на дел од улица Косовска, потоа на дел од улица во село Врсаково, дел од улици во Чардаклија, потоа асфалтирање на улици во Карарман од крак 1 до крак 14, асфалтирање на крак 1 до 5 во населба Железничка, потоа на дел од улици во место викано Мерите, обнова на асфалтна дел од постоечката улица 11 и Конгрес во населба Баби и на крајот асфалтирање на крак од 1 до 5 на улица Широк дол. Колку за подсетување, општина Штип минатата година асфалтираше над 40 улици, за кои од буџетот на општината беа одвоени над 1,5 милиони евра и дополнителни државни средства за асфалтирање на патни правци до руралните средини. Од понеделник почнуваат екстерните тестирања за матурантите. Вокочанските средни училишта велат дека се подготвени за реализација на екстерните испити, кои во исто време се одржуваат во сите средни училишта во државата. Во понеделник на 25 започнува полагањето на екстерното тестирање за учениците од завршните години во двете средни училишта во општината. Ќе се полага на 25, 26, 28 и 29 јануари. Во гимназијата Љупчо Сантов се е подготвено за успешно спроведување на екстерното тестирање и се очекува како и секоја година учениците да постигнат одлични резултати. По 83 ученици од двете струки ќе полагаат. Предметите ќе бидат
Односно, распоредот ќе биде истакнат согласно правилникот за спроведување на екстерното тестирање 3 дена пред почетокот на испитот, односно за понеделник ќе биде истакнат во петок, а за сите останати денови сукцесивно се надеваме дека ќе помине како и до сега без никакви проблеми. Учениците имаат доволно време на зимскиот распуст да ги проследат прашањата кои што беа објавени на веб страницата на Министерството, односно Државниот испитен центар. Не очекуваме никакви проблеми како и до сега. И текот и резултатите од екстерното тестирање во нашето училиште секогаш биле повеќе од задоволителни. И во средното општинско училиште Гошо Викентиев се е подготвено за полагањето на екстерното тестирање, изјави директорот Димче Сребренов. По нашето училиште вкупно полагаат 211 ученика од завршните паралелки, значи овде спаѓаат и 4 годишните и 3 годишните. Тестирањето е замислено да се реализира во 2 термина, значи во 9 часот и во 10:30, според капацитетите и можностите на училиштето. Веќе пракса на учениците, неколку години се спроведува екстерното тестирање и не очекуваме никакви проблеми при самата реализација. Инаку двете средни училишта ги завршија потребните подготовки за почетокот на второто полугодие од учебната 2015-2016 година, со што најавуваат продолжение на уште едно ново успешно полугодие. 2 автомобили рано утринава се опожарени во Штипско Ново село. Интервенираше против пожарната единица, а на лице место излезе и полицијата. Повредени нема, причината е голема материјална штета, а причините за пожарот доправа ќе се утврдуваат. Канал Плюс утринава на место на настанот. Пожар пеплоса 2 автомобила. Утринава околу 5:10 часот во Штип на улица Никола Карев во Штипско Ново село гореа 2 автомобила марка Ауди А4, собственост на 26 годишниот ПМ од Штип, и Фиат Браво во собственост на ДЈ 36 години, исто така од Штип, и двете возила со штипски регистарски ознаки. Жителите од Чевици од улицата Никола Карев велат среќа што нема жртви. И по нищо ко станаме, пламен ми имаше долу-горе до жиците. По колку часот? Това и комшията не викна, ние излеземе, 5 сата беше. И стана дето, нашата тръгна, тя запалеше и нашата. И нашата тръгна, и вода, дойде пожарната, изгасия, дойде полиция тук и това. Що да правиме? Друго нема излаз, не ли? Што мислите, што е причината? И отдека да знаем що е причината. То не знаем що е причина. То си е що да правим. Айде, мал дявол е его. Нека се сбие на колите, що да правим? Нема жертва, най-убаво е това, другото не е важно. Околу 5:35 часот интервенираше територијалната противпожарна единица. Со навремената интервенција пожарот бил локализиран, а заедно со локалните жители од пожар се спасиле другите автомобили паркирани близу опожарените. На лице место излезено едно возило со 4 пожарникари. Пожарот е локализиран и изгаснат, зафатени се 2 возила, а е спречена поголема материјална штета, да не ги зафати и околните возила. По завршената интервенција на Штипската пожарна извршен е и увид од страна на СВР Штип. Неофицијално, можна причина е неисправната инсталација, а исклучена опцијата дека се работи за подметнат пожар. Причината е голема материјална штета. Причините за пожарот доправа ќе се утврдуваат. Долга е листата на проекти на кои ќе се фокусира Штипската универзитетска библиотека Гоце Делчев оваа година. Дел од проектите се традиционални и поголем дел се финансирани од страна на Министерството за култура. Наредната недела ќе има сајм на македонска книжевност по повод раѓањето на Гоце Делчев, а ќе следуваат проекти од национален интерес. Во Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев во Штип започнаа подготовките за реализирање на сите предвидени активности, одобрени од Министерството за култура, но и проекти кои традиционално се реализираат во изминатите години. Предвидени се инвестиции за обнова на универзитетската читална, која интензивно се користи од страна на студентите. Од она што е поддржано од Министерството за култура се издвојуваат проекти од национален интерес.
Станува збор за проектите Нокс со Андерсон, што ќе се реализира во текот на април месец. Проект што традиционално се одржува веќе неколку години. Неговата реализација ќе биде секако и оваа година. Понатаму проектот Книга до инвалидизирани лица, што исто така успешно се спроведува минатите години. Понатаму следува проектот Обука за библиотекари, на тој начин што нашата тенденција за доквалификација на сите кадри ќе се реализира со поддршка на Министерството за култура. Следуваат и меѓуопштински конкурси, меѓуопштински надпревари. Тоа едниот е меѓуопштински надпревар за млади библиотекари, а вториот е меѓуопштински конкурс за краток расказ и за поезија, кој што ќе се реализира по повод Светскиот ден на книгата и авторските права. И секако активности поврзани со промоција на книгата, и тоа како на новата продукција, така и на книгите кои што се проект на владата на Република Македонија. Исто така одобрени се и проекти кои се однесуваат на меѓународната соработка на Штипската библиотека со библиотеки од соседните држави, а исто така ќе се промовира и сопствената продукција во рамки на издавачката дејност на Националната установа Универзитетска библиотека Штип. Поддржан е проектот со наслов Заеднички искуства од сродни проекти отвораат врата за европски проекти. Овој проект го реализираат Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев од Штип, заедно со библиотеката од Јагодина, Република Србија, на тој начин што ќе работиме на заедничко представување на двете книжевности, тоа како македонската, така и српската истовремено, и при сето тоа ќе правиме промоција секако на нашата ново откупена продукција, на нашата издавачка дејност и воедно на книгите што се проект на владата. Во рамки на програмата за реализација на проекти и активности кои се изготвени од раководството на библиотеката веќе од наредната недела, односно на 3, 4 и 5 февруари, по повод роденденот на Гоце Делчев, ќе се организира саем на 130 тома македонска книжевност во македонска и англиска верзија. Сите љубители на пишаниот збор во текот на овие 3 дена ќе можат да се обезбедат со книги по унифицирана символична цена од 157 денари. Малиот Јован е трето дете во семејството Јовевски, а прво дете родено во Делчевското породилиште. Градоначалникот Дарко Шехтански денес ги посети мајката и новороденчето. Ако се земе предвид дека првото дете родено во Беровското породилиште е четврто дете во семејството Николови, а првороденото во Делчево е трето дете во семејството Јовевски, ова е потврда дека се повеќе семејства од крајниот исток се одлучуваат за трето и четврто дете. Со трето родено дете во семејството Јовевски, општина Делчево ја започнува новата 2016 година. Малиот Јован, трето дете на убавка и Зоки, е првото родено дете во Делчевското породилиште. Се роди на 18 јануари, тешко е 3 кг и 800 грама и долго 50 сантиметри. Мајката пресрекна за својата трета рожба. Јас сум убавка Јовевска, имам 31 година. Ова ми е трето поред дете. И чувството е прекрасно да станеш родител, а трето дете највеќе. Имам синче прво, второто ми е керкичка и ова ми е синче, Јован. И пресрекна сум. За мајката и таткото радост во семејството, за братчето Александар и сестричката Лара ново другарче, а за општината вест која ветува зголемување на природниот прираст на наталитетот. Градоначалникот на општина Делчево Дарко Шехтански денес во породилиштето во Делчево ги посети мајката и новороденчето и традиционално за првото дете родено во новата година подари поклон парична вредност од 10.000 денари. А срекна веста што е ова трето дете во фамилијата Јовевски и ние можеме да им посакаме уште на многу брачни парови од општина Делчево да добијат трето дете, па некои први, некои во текот на истата година. Сето тоа во полза на зголемување на вкупниот број на родени деца, што би значило и зголемување на наталитетот во општина Делчево. Како причина што оваа година првото дете се роди доцна во втората половина на месец јануари е тоа што голем број на мајки се препраќаат во клиничките центри во Штип или Скопје поради недостаток на операциона сала во Делчевското породилиште. Минатата година се роди на Бојчик, еве оваа година се роди ден пред Богојавление.
Причината зошто се раѓаат повеќе на страна во другите центри е таа што ние немаме операциона сала, инаку нашето акушерско оделение се функционира, ние имаме договор со двајцата матични гинеколози склучено и при секое породување тие си го водат породувањето, имаме склучено договори со приватна здравствена установа на доктор педијатар кој што ги гледа бебињата кои што тука се раѓаат. Меѓутоа и самите бремени жени се изразуваат желба да раѓаат во медицинските центри од причини што ние немаме операциона сала, немаме анестезиолог. Тука бев со другите две и ова третото, се како што требаше и сакав тука и си останав тука. И сум пресрекна и сум задоволна од сите тука што се. Значи и од доктори, од сестри, од акушерки, од сите сум задоволна. 2015 година во Делчево се родиле 120 бебиња, од кои само 31 во Делчевското породилиште. Екстремно ниските утрински температури влијаат врз здравјето на граѓаните. Опасност доаѓа и од снегот и од мразот, но здравствените тегоби можеме да ги имаме и после долготрајните зимски празнувања. Помали оброци, повеќе здрава храна и зголемена физичка активност препорачуваат лекарите на сите оние кои после многобројните празници имаат некакви здравствени тегоби или вишок килограми. Ги поминавме празничните денови каде буквално преку еден ден за се нешто се готви и прославува. Вистинско време организмот да се исчисти од прекумереното внесување на мрсна и калорична храна. Режимот на исхрана е најсигурниот детоксикатор, советуваат лекарите. Ние во нашите препораки советуваме да нема пријадување и да нема прекумерно консумирање на алкохол, меѓутоа очигледно тоа се случува. За оние на кои им се случило препорачуваме да се вратат на нормалниот ритам на исхрана, да намалат количината на исхрана, да ги зголемат физичките активности и во исхрана да користат многу течности и намирници богати со природни витамини и минерали од типот на овошје и зеленчуци, меѓутоа да внимаваат на калоричните овошје посебно, да не бидат во голема количина. Што се однесува до наглото слабење, кое што е популарно кај понижниот пол, трката за добар изглед и естетика, поготово кај младите, ги тера да земат капсули, прашоци и други продукти со цел да се добие брз ефект за посакуваната тишина, без да размислат дека од нив може да дојде до нарушување на здравствената состојба. Лекарите советуваат да не се слабее преку препарати. Најдобар начин, а секако и здрав начин на слабење е режимот на исхрана. Диетите не се докажа начин на дека се бенефит за здравјето и дека се добриот начин на действување на телесната тежина. Ние препорачуваме стил на животот постојан да биде правилен и тоа е единствена правилна диета под наводници или на режим на исхрана. Другите брзи диети, кампањските, не ги одобруваме, ретко ги одобруваме, освен ако нема некоја конкретна причина, затоа штетите може да бидат од нив. Често се случува да се добие контраефект по престанок на употребата на разни препарати за слабење, а тоа е и добивање плюс килограми повеќе од претходната телесна тежина. Вештачкото слабење е непрепорачливо. Беровското село Ратево денес беше домаќин на голем број учесници во зимскиот малешевски карневал Ратевски бамбурци. Годинава учество зедоа карневалски групи од 6 балкански земји и 10 групи од Македонија. Берово и годинава ја продолжи традицијата на малешевскиот карневал Ратевски бамбурци, за прв пат откако карневалот влезе на мапата на меѓународни карневали. Маските кои годинава ги имаше од многу краишта од и надвор од државата го воодушевија заменик председателот на Меѓународната карневалска асоциација. И она што се посебно ме радува е тоа да Она што посебно ме радува за Беровскиот карневал Ратевски бамбурци е тоа што многу давате на етнолошкиот елемент во карневалот и тоа што настапувате на другите карневали ширум светот. Инаку годинава сум задоволен од маските кои што ги има од многу различни градови. За Ратево и општината Беров ова е настан кој тоа како придонесува за развој на туризмот. Само со такви настани можеме да се зближиме, да се сплотиме, да си размениме позитивни мислења. Во иднина повторно ќе потенцирам, ќе продолжиме и понатаму како локална самоуправа таквата манифестација Ратевски карневал бамбурци кој се одржува секогаш на 20 јануар ќе биде силно поддржуван од нас. Овој ден
се трча по селските улици, девојчињата се гонат, потоа се собираат тука сите на Мегданот, сите заедно играат оро и еве на крајот прерасна со европски карактер. Колку Сега време се организирате така? 9 години со европски карактер, иначе многу години, многу векови. Инаку над 20 поединечни групни маски продефилираа на сред село, а меѓу нив и маски од Кавадарци, Струмица и бугарските градови Русе и Перник. А пък участваме с обичая Джамал. Това е едно митично животно. Ние на денешниот карневал учествуваме со обичајот Джамал, митолошко животно кое ги тера злите духови. Инаку многу сме задоволни што сме дел од оваа вековна традиција. И ние од Перник учествуваме веќе многу години во Беровско Ратево. Овде се предава традицијата од поколение на поколение. Од малки на поколение. Ова маска ги брка злите духови, оде од куќа во куќа, така да домаќините ги даруваат сите џоломари, му даваат кој што има. Од тука сме си од Ратево, иначе учествуваме активно задните 20 години. Што за вас значи оваа традиција ратевски бамбук? Па това значи поддржување на нешто што е вековито, што е старо, што е древно. А црнењето или обележувањето на лицето со црна трака е знак на здравје. Гостите кои дојдоа од сите краишта на државата се повеќе од задоволни што малешевската традиција и годинава продолжи. Кога се после богојавлението, кога се Бог јавува за да иде на чист терен, идат ваквите да речем бамбурци кои го чистат и ги плашат злите дуови. И затоа ова го имаме како да кажем израз на својата душа, на својот менталитет. Покажуваме на тој начин добродошли во наше село и на тој начин ги пречекувам. За најдобрите 5 поединечни и групни маски организаторот, местната заедница на село Ратево обезбеди награди, а сите учесници во карневалот Ратевски бамбурци добија благодарници за своето учество. Карневалот и годинава беше подржан од општината Берово. Макфест годинава со меѓународен признак. Од досегашната заинтересираност на распишаниот конкурс забележлив е интересот на голем број композитори и пејачи од повеќе европски држави. Неизбежно ќе е учеството на повеќе македонски композитори и изведувачи кои повеќе години не учествувале. Веќе пристигнале над 70, што е многу повеќе од потребните 30 на композиции за учество на фестивалот. Конкурсот за пријавување учество на годинешно во издание на Макфест првично траеше до 10 јануари, но поради празниците рокот е продолжен до денес. По селекцијата, новиот уметнички директор Љупчо Мирковски и дел од организацијскиот одбор на Макфест, учесниците ќе ги најават во текот на наредната недела. Селекционата комисија ќе има обемна работа, бидејќи од над 70 пристигнати пликоа ќе треба да избера 30 на композиции кои ќе ги слушнеме на 31-то издание на Макфест. Дека не очекува квалитетно издание на овој престижен македонски фестивал на забавна музика, говори фактот дека постои голема заинтересираност на голем број етаблирани пејачи од неколку европски држави, со што ќе се врати некогашниот сјај на Штипскиот музички фестивал. Ќе оставам на уметничкиот директор тоа да го направи веројатно за една недела кога веќе селекцијата ќе биде направена. Некаде од Ирска, Шпанија, Израел, Австрија, Хрватска, Малта, че ќе имаме уметници кои што рамноправно ќе се судрат на Мегдан со нашите уметници, односно со нашите пејачи, од секој што давало квалитет, конкуренцијата, од секој што давало различни искуства, со оглед на тоа дека доаѓаат од други држави и се представници на други држави, значи како селекција, мислам дека ќе имаме добар фестивал. Освен звучни европски пејачки имиња, интерес за учество на Макфест годинава покажуваат и етаблирани македонски композитори, текстописци и пејачи, кои неколку години наназад ги немавме слушнато и видено на сцената на Макфест. Со оглед на фактот дека се слушнав со некои луѓе кои што 3-4 години воопшто не конкурирале на Макфест, не биле присутни на Макфест, тоа покажува или укажува, влева надеж дека тие имиња се враќаат. Речеме, ние го немавме Ристо Самарџиев, човек кој што 6 пати победил на Макфест, го немавме последните 3 години. Сега, веројатно ќе го имаме, затоа што се интересираше до кога е, како е, да пратам, ќе стигнам ли, ќе нема ли да стигнам и така натаму. Джокси се јавуваат композитори кои што одамна ги немало. Мене ме радува што и штипските автори се разбудија повторно. Имаме од секаде. Значи, цела Македонија. И годинава Макфест е финансиски поддржан од Министерството за култура како проект од национален интерес. Веќе ги има
резултатите од конкурсот за поддршка на национални проекти од Министерството за култура и фестивалот повторно ќе биде поддржан од највисоко ниво. Тоа значи дека продолжуваме стабилно, веќе сме сигурни финансиски, општината и Министерството за култура ќе можат да го реализираат 31-то издание на фестивалот на музика Макфест. Макфест и оваа година ќе се организира на почетокот на јуни, односно 2, 3 и 4 јуни. Американската сурова нафта го достигна новото најниско ниво за последните 12 години и паѓа под прагот од $28, соопшти агенцијата France Press. Цената падна до $27,92 за барел, пошто малку се зголеми во азиската електронска сесија. За последен пат американската лесна сурова нафта имала цена под $28 за барел во септември 2003 година. Меѓународната агенција за енергетика изрази очекување во својот месечен извештај за нафтениот пазар дека цените на нафтата се очекува да паднат уште оваа година, затоа што понудата значително ја надминува побарувачката. Враќањето на Иран на пазарот е една од главните причини за континуираното намалување на цените, но во голема мера се уште не е забележано целосно како фактор. Унгарија е подготвена уште утре да подигне ограда по границата со Романија ако мигрантите се пренасочат кон таа маршрута, наместо да минуваат преку Хрватска, изјави унгарскиот министер за надворешни работи Петар Сијарто. Јужните граници на Европа остануваат широко отворени за приливот на стотици илјади имигранти од Блискиот Исток и Африка, што ја става под знак прашалник иднината на Шенген системот на отворени внатрешни граници на Европската Унија, рече Сијарто. Тој истакна дека за запирање на приливот на имигранти по морските граници на Грција се неопходни илјадници полицајци и војници од заедничките европски сили. Ако Грција не сака да учествува во тоа решение, ќе треба да разговараме со бугарите и македонците. Постои голема веројатност јужната граница на шенгенското пространство да стане како северната граница на Грција со Бугарија и Македонија, вели шефот на унгарската дипломатија. Сличен став изрази и чешкиот премиер Богуслав Соботка, според кој Европската Унија треба да располага со резервен систем за гранична контрола во случај миграцијата да не биде совладана во Турција и во Грција. Околу 2500 учесници од над 100 земји, меѓу кои 40 шефови на држави, ќе учествуваат на Светскиот економски форум што почнува денес во Давос, Швајцарија. Оваа година темата е совладување на четвртата индустријска револуција предизвикана од брзите и масовни иновации во областите како роботиката, беспилотните летала, 3D печатење и биотехнологии. Основачот на Светскиот економски форум, Клаус Шваб, одбележа неколку основни прашања определени за овагодишната средба. Едно од нив е причината за бегалската криза. Друг факт е дека 62 најбогати луѓе на земјата поседуваат толку колку посиромашната половина од човештвото. Средбата се одржува на 1560 метри надморска височина во Давос. Се очекува околу 5000 војници, полицајци да го безбедуваат градот со 11.000 жители. Во Давос нема да дојдат председателот на Соединетите Американски држави Барак Обама, на Русија Владимир Путин, а форумот оваа година ќе го пропушти и германската канцеларка Ангела Меркел. Над 250 новинари ќе го следат овогодишниот бизнис форум. Македонската ракометна репрезентација во вчерашниот надпревар против Србија со нерешен резултат од 27-27 обезбеди пласман во следната фаза. Тежок и неизвесен надпревар до самиот крај, а целиот надпревар беше сведен на последните 40 секунди. Голот на Дејан Манасков во последните 10 секунди беше пресуден за голема среќа на нашите ракометари да продолжат во следната фаза и да бидат во најдобрите 12 екипи во Европа. Надпреварите на Европското првенство во ракомет продолжуваат и денес, а нашата ракометна репрезентација утре против Хрватска ќе се обиде да ги освои првите бодови во ново формираната група. Освен со Хрватска, македонците во вториот дел од шампионатот ќе се сретнат со Белорусија и со Норвешка. На 25 јануари во понеделник Македонија ќе игра против Норвешка, а на 27 јануари среда Македонија ќе игра против Белорусија.
Ова е се во ова издание на Дневникот. Со нови содржини се гледаме во 20 часот. Имајте пријатно попладне со програмата на Канал Плюс.